civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Секако подобрување е односот на институциите во соработката со невладиниот сектор. Имаме соработка што претходно не беше така, но сепак негативното е што секогаш се гледа политичките партии одлучуваат, не одлучуваат институциите и луѓето кои се назначени да ги спроведуваат сите политики што се донесуваат од законодавниот дом. Во однос на лицата со попреченост има померања, позитивни померања. Значи, ние започнавме во 2016 и сегашниот извештај од 2020 се разликува многу. Значи, тоа е благодарејќи токму на оваа соработка што ја воспоставивме и со институциите, но секако и со вас, другите наблюдувачки мисии кои не поддржаат цело време во нашите напори оваа категорија малку повеќе да добие права, затоа што има еднакви права според сите документи меѓународни кои се подпишани од страна на нашата држава, особено Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, каде што е опатено изборното право и правото на учество во политичкиот живот. Оние подобрувања се однесуваат во однос на информирањето на гласачите со попреченост и подготовка на материјали за поддршка на правото на глас на гласачките места. Оно што останува нерешено е непристапноста на гласачките места, а бројката на процентот е огромна, 76%. Тоа е огромна непристапност, што не важи само за гласачите. Тука сите граѓани ги остваруваат и своите права, дали се тоа образовни институции, каде што се гласа, најголемиот број од гласачките места се токму во училиштата, каде што има ученици со попреченост, сега има закон за инклузивно образование, но многу малку се работи на пристапноста. Ние бараме во изборниот законник при изборот на гласачко место да постојат стандарди. Значи мора да биде пристапно за овие луѓе. Најгорливото прашање е за една категорија на граѓани што им се одземе деловната способност, што го губат правото на глас, го губат правото на избор, го губат правото на самостојност. Тие веќе ништо не одлучуваат, не само да гласат. Тие не можат да одлучат за себе. Тие се прогласени за неважечки граѓани во нашата држава. Затоа што ги нема во избирачкиот список, затоа што некој друг одлучува без него, наместо него, и затоа што и да се појават на гласачкото место, тие не можат да гласаат. Тоа веќе спаѓа во одземање на права, во одземање на човекови права. Ние ова го бараме и се преклопува со препораката на ОПСО од ИХР уште од 2016 година. Го бараме да се смени. Секогаш одговорите се дека многу закони се поврзани, дека и уставот. Ако се сака, овие луѓе имаат право, нема да прашуваме веќе дали сакаме, дали можеме. Туку мораме да го направиме тоа заеднички. Затоа што тие се граѓани. Кога некого ќе прогласиш за неважечка личност, тоа веќе поминува сите граници на возможна толеранција. Значи, човек, најинтелигентното суштество на планетата Земја, да му се одземе право на глас без да се праша, тоа веќе не знам во што спаѓа. Тука треба да се смени уставот, треба да се смени законот за семејство и повеќе други закони. Тоа ќе го бараме уште пожестоко понатаму. Неминовно е да се изготви нов изборен законник, каде што сите членови ќе се усогласат според одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со повреченост. Јас не би должела многу, сепак и ние сме повеќе говорници, на секое прашање ќе одговорам. Нашите препораки се ставени во
делот на табелата на препораките на ОПСЕ и ОДИХР. И понатаму со Министерството за правда ќе бидеме во комуникација, тука не идеме на големо разбирање и на голема поддршка и се надевам дека барем нешто понатаму ќе издействуваме во новиот изборен законник. Но очекуваме и за локални избори, бидејќи бараме квота на листите за пратеници и советници, квота на лица со попреченост, ќе делуваме и кај политичките партии. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.